Браво! Марија, јас баш си проверив во својот новчаник И? и видов дека немам ниту една монета. Навистина? Туку имам само вакви книжни. Што се овие? Како се викаат овие? Марија? Да, извини. Како се викаат овие? Банкноти. Банкноти. Значи имаме монети и банкноти. Точен одговор. Или по дефиниција, банкнотите се книжни пари, Да. кои што се, еве, например, во нашава држава се пластифицирани, содржат примеси на пластика. Знаете ли дека овие? Дали знаете со која цел содржат и пластика? Па за да не се скинат, баш тоа ќе го кажав. Точно, Да. навистина, поради таа цел се направени и со пластика, за да не се виткаат толку лесно и за да не може се да има. кинаат. Дека и кога ќе пробаме да ја скинеме, таа не може да се кине. Затоа се заменети старите банкноти со нови. Со нови. Може и дома да пробате, нема да се скине. Еве, верувајте. Со што друго можеме да платиме, освен со банкноти и монети? Со картички. Точно. Можеме и со платежни картичка, картички. со платежни картички. Но бидејќи нашите ученици нели се на помала возраст, тие верувам дека кога ќе добијат на подарок пари, користат монети и банкноти. Ајде да видиме денешната презентација за банкноти. Веќе кажавме што се банкнотите, ова е содржина за второ одделение, исто од темата мерење и решавање проблеми, и наставната содржина е монети и банкноти. Имаме, ќе почнеме од најголемата банкнота, од 2000 денари, од 10 денари подоцна, од малата, тука правиме како еден контраст. Најголемата па најмалата. Банкнота од 10 денари, повторно на банкнотата од 10 денари го имаме паунот, како и на монетата од 10 денари, што стои нели паунот. Банкнота од 50 денари, банкнота од 100 денари, банкнота од 200 денари, банкнота од 500 денари, 500 денари се извинувам, и банкнота од 1000 денари. Ајде да изброиме колку вкупно банкноти имаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Значи имаме 7 банкноти. Може да преминеме на следниот слайд и да започнеме со првата задача. Ајде. Колкава вредност има секоја група банкноти и монети? Ајде да видиме најнапред што ни е представено. Прва ни е представена банкнотата од 50 денари. Потоа имаме банкнота од 10 денари, но имаме и монети. Имаме една од монета од 2 денари и една монета од 1 денар. Значи, Тоа е треба да се- задачата по да. И може да видиме како ќе ги собереме. Постапно, ова е задача што содржи 4 собироци. 50 плюс 10 плюс 2 плюс 1. Ајде најпрво 50 плюс 10. 60. 60. 60 плюс 2, 62. 62 плюс 1 го добиваме крајниот резултат 63. Тоа треба да се напише, да се вметне во следново поле. Тука под задачата под Б имаме монета од 50 денари, монета од 10 денари, банкнота од 10 денари и монета од 5 денари. Така. Што забележуваме тука? Има повеќе монети или банкноти во оваа Монети. група? На монети. На повеќе точно. монети. Исто како и претходната задача под А, задачата под Б ја решаваме со собирање. 50 плюс 10 плюс 10 плюс 5. Или 50 плюс 10 60 плюс 10 70 75. Еве го тоа, вметнато во полето. Супер. Овие задачи знаат да бидат многу интересни, бидејќи учениците почнуваат веќе да пазаруваат, да добиваат обврски задачи од дома, и ова ќе им биде многу корисно во секојдневниот живот. Одиме понатаму. Одиме понатам. Ова е втората задача. Петра сакала да купи неколку производи. Имало попуст од 20 денари за секој производ со цена над 50 денари. Прашањето е колку ќе чинат следниве производи со попустот. Сега за оваа задача ќе посветиме повеќе време да објасниме. Исто и во учебникот учениците имаат слична задача и во работната тетрадка за второ одделение. Зошто е потешка задачата? Затоа што имаме повеќе операции. Најпрво треба да согледаме
кој од овие производи е под таа цена, односно за кој од овие производи нема да добиеме попуст. Мечето е 100 денари. Тоа е над 50 денари. Огледалото е 48 денари. Тоа е под 50 денари. Токму така, Да. тоа е под 50 денари. Значи, ние за огледалото нема да добиеме Така. попуст, а за мечето ќе добиеме. Ајде сега да видиме за оваа убава шарена топка. Таа чини 67 денари. И за неа ќе За добиеме. неа И за ќе неа добиеме ќе попуст. добиеме, и за неа. И за часовникот И за 92 будилникот, денари. бидејќи е 92 денари и тоа е над 50 денари, ќе добиеме попуст. Значи, само за огледалцето не цената на огледалцето ќе остане иста, а за Да. мечето да видиме колку ќе платиме. 100 денари минус 20 денари, 80 денари. Мече ќе чини 80 денари. Огледалото, рековме, бидејќи е под 50 денари, Да, цената цената ќе ќе остане остане иста. Топката да видиме, 67 минус 20, 37 денари. 47 Браво. денари, значи топката ќе чини 47 денари. И на крај будилникот, будилникот е 92 денари, минус 20, тоа е еднакво на 72 денари. Будилник ќе чини 72 денари. Сега ни е многу појасно, бидејќи исто така во продавниците кога има попусти, да знаеме да си го пресметаме попустот на производите. Така е. Можеме да преминеме на третата задача. Третата задача ни е со табеларно прикажување, со табеларен приказ. Децата, учениците уште од мала возраст практикуваат да решаваат вакви задачи, бидејќи многу попрегледно ни се внесени податоците. Вертикално и хоризонтално. Ајде да видиме што бара од нас оваа задача. Трета задача. Пресметај колку кусур треба да добиеш. Во првата колона се напишани, односно е напишано колку пари даваш. Во втората колона е напишано вкупно за плаќање, колку чини. И во третата колона ние треба да пресметаме разликата, односно да го пресметаме кусурот. Што значи разлика? Кога од 100, например од 100 бројот, Да. ќе го одземеме бројот 64. Па ајде да пресметаме. Например, ако даваш 100 денари, а вкупно за плаќање имаш 64 денари, тоа значи дека кусурот ќе биде 36 денари. Така е. Ова можам да го проверам со обратна операција, бидејќи ова е одземање, обратната операција ќе биде собирање. Ајде да проверам дали точно сум ја решила задачата. 36 плюс 64. Најпрво ќе почнам од единиците. 4 плюс 6, 10. Значи памтам едно кај десетките. Кај десетките имам 6 плюс 3. 9 десетки и една што памтам 10. 10. Тоа е 100 денари. Навистина, точно сум ја решила оваа задача. Преминуваме на второто. Колку пари даваш? 50 денари. Вкупно за плаќање 22 денари. Повторно 50, одземаме. повторно одземаме. Да. Браво Лука, браво Марија. Да. 50 минус 22, тоа е 28. Браво, Марија. Браво. И по 3, 83 минус 49, кусурот ќе биде 34 денари. Така е. И на крај имаме 97, тука веќе со поголеми броеви, 97 и 55. 97 минус 55, тоа ќе биде 42. Да. Се Браво. надевам дека го свативте принципот на решавање на оваа задача, каде што во еден ред ни се представени броевите и ние само треба да дополниме табелата. Сега ќе преминеме на четвртата задача, која исто така е омилена кај децата, бидејќи што купуваат тие најчесто со парите? Па чоколади. Чоколади, Играчки, лижавчиња, играчки смоки. и шекерна волна, која има некогаш на некои настани. Петар сакал од продавница да купи лижавче од 17 денари, шекерна волна од 30 денари, карамела од 5 денари и чоколадо од 48 денари. Значи Петар сакал повеќе работи да купи. Ах, Петар. Да, треба да внимаваме нели и со јадењето благо, Да. бидејќи тоа е штетно по нашето Да. здравје. Ако не вежба Петар би се здебелил од ова. Точно Да. така. Но исто така и за пчињата би фатиле Кариес. кариес.
колку пари му биле потребни на Петар за сето тоа. Тука со слика го имаме представено и лижавчето, и шекерната волна, и карамелата, и чоколадото. Многу лесно ќе решиме оваа задача, иако има повеќе текст и децата на прв поглед кога ќе ја видат им изгледа да не речемете страшно. Ќе ги собереме. Најпрво ќе почнеме како што ја читаме задачата. Текстуалната задача да треба најмалку 2 пати да се прочита. Најпрво за да ја сватиме и вториот пат за да ја поставиме. 17 денари плюс 30 денари, тоа можеме да го ставиме во заграда, за да не пресметуваме одеднаш, за да не сгрешиме. Да ни биде полесно. Да не Да. биде полесно. Решаваме со загради. Плюс во втората заграда отвараме заграда 5 плюс 48, затвараме заграда еднакво. Прво го собираме тоа што ни е, односно броевите што ни се собироци во првата заграда. 17 плюс 30. Тоа е 47. Да. плюс собироците во втората заграда 5 плюс 48 е 53. 47 плюс 53 е 100 денари. И бидејќи денешната тема по математика, односно денешната наставна содржина ни беше за пари, јас сакам на децата да им направам едно мало подсетување како треба да постапуваме кога допираме пари. На парите, банкнотите и монетите може да има многу бактерии кои не се видливи со нашето око. Затоа, дечиња, редовно мијте ги рацете кога допирате пари. Тоа не значи само за парите, секако и за другите предмети, но парите се вели дека се највалкани, бидејќи ги допираат многу луѓе. Така е. Имаме слика како дете кое што си мие раце ги брка бактериите. Еве, оваа бактерија е уплашена Трча, и бега, од него. бега од чистата вода и од сапунот. Бега од чистотијата. Рацете треба да ги миеме со сапун и со чиста вода. Бидете чисти и здрави, мијте ги редовно своите рачиња и бидете насмејани. И јадете помалку колачиња, Точно, да. а повеќе јаболчиња. Ете, Да. јас би советувал. Одлично. Одлично. Благодарам Одлично. наставничке. Се надевам дека ви се допаднаа денешните часови по математика. Математиката може да биде многу интересна, а не здодавна, како што повеќето деца мислат дека е, затоа што се плашат од решавањето проблеми. Да, ова беа навистина интересни Ова задачи. беа интересни задачи кои што ќе им Да. послужат и во секојдневниот живот. Да. Одлично, ви благодариме многу. Тоа Благодарам беше и една на навистина вас. прекрасен час во Бевте кој одлични ученици. благодарам. И вие одлична наставничка. Да. Благодарам. Да. Во ред, одиме ние со се голем одиме одмор. на голем одмор и се гледаме за 15 на 20 минути.